И еве конечно, еве сме на врвот Бел Камен. Пристигнува последната или меѓу последните од групата, заради тоа што ни уживавме додека се качувавме. Еве ги Габриела Мирчич, Сергей Дамовски, своите последни чекори ги прават. Овака изгледа качување ексклузивно премиерно на Бел Камен. А вака изгледаат луѓе кои мекнеат на Бел Камен во услови на 1 км на час, можеби некош и 3-4 км на час. Еве га Кумановската двојка се изнужива за сите пари денеска во текот на денешниот ден, уживаше на сите можни места. Блазесим на смреките и на широките бусени тарева, кои што издржа ваква фасцинантна тежина над нив. Како и да е, еве го рестот од Кумановската група. 1, 2, 3, 4, 5 и еве шестата точно, Ивана. Не можам сега сите точно да ги знам. Да, еве го Денис Мехмет од Скопската испостава. Еве го, заедно се спојуваме со Прелепчани. Миле Василевски дојде од страната на Крапа. Додека ние пишувавме историјата, они си го повторува историското четиво. Така да некој пишува, некој повторува и тоа е суштината на животот. Еден влегува, друг излегува. Јордан Севдинов таму е десно, Димче Крстовски, кој што в текот на целата должина на патеката бараше со партнер да се откаже, пустото никој не сакаше да се откаже и самиот беше принуден да се искачи на Бел Камен. Кој знае каде ќе ни беше крајот ако некој прифатеше да си замене со Димче назад за папрадиште. Еве звездата од Мусала, кој што не осветли сите нас Ангел Димов. И така натаму ни покажа како да се искачуваат највисоките балкански врвови без никаква опрема на себе, вклучително ниту дереза, ниту софт шел, ниту хард шел, додека ние робуваме на модерните традиционални пленарски опреми, овој човек ги сонува своите звездени моменти најаве. И така натаму, еве Тања Николовска, девојката која што не знам како успева ова вакво мрачно и обскурно време да измами толку насмевки прво од себе си, потоа и од нас. Секој час, јас кога ќе бидам голем еден убав сончев ден, сакам да бидам насмеен како неа. Еве го човекот кој што го задолжи градот Велес, новоформените општини, половина Македонија. Новко Ѓоргиевски, точно се... Ова е неговата фамозна реплика, немој да ме тресаш од земја. И затоа е Новко Ѓоргиевски. Габриела Мирчич 16 зборови, со самото тоа што со неа почна клипот на качување на Бел Камен, се е кажано, преминуваме до Делена Станковска, кој што веројатно најубаво ова реалност може да ни ја направи многу поубава, црнилото да го направи бело, белото да ни го задржи уште побело, а гравото да му даде 100 нијанси на сиво. Тоа е Делена Станковска која што прави фасцинација од реалноста и понекогаш не подсетува колку необични сме ние во очите на незината маска. Добро, како и да е, добре дојде на Бел Камен сефтето, заради тоа што сите нас не сефте. Александар Раце Стојановски, кој што ќе го напушти овој град како и многуте други млади во потрага по подобар живот, заради тоа што додека другите ни убедуваат дека убаво се живее, он на практичен начин и пример ни покажува дека убавината кој што ќе го спаси светот е на некаде на друго место, најмалку тука. Преминуваме вака Антонио Китанов, кратко ќе се задржиме. Да продолжуваме традиција востановена со него. Плодот од таа традиција тој труд се овие три граци, од кои што Александра Трајковска моментално го прави своето огнено крштевање воопшто во планина и подобар врв од овој не можеше да замисли. Бел Камен апсолутно не е ниту наивна тура, ниту пак лесна тура, напротив. И тоа како захтевна. Еве ги партнерите од Кораб. Да, еве ги тука, ќе се видат. Значи, они се претходницата на Кораб, главнината доаѓа. Да, еве го примерот, еден од порепрезентативните примероци на Кораб. Еве ги Коци и Кате. Туфекчиев Пејчев. Овој пат Туфекчиева во соло издание без кланот Туфекчиеве позади неа. Еве го битолското крило на Бел Камен, оние кои што дојдоа од Папрадиште. Благодарам што дојдоа и што го одбра Бел Камен да им биде неделна дестинација. Супер. Оливие.
гостинот од Париз, Франција, кој што веќе се одомакини на нашето тло. Еве го Христијан Ивановски, кој што во еден дел од патеката ја водеше групата, во еден дел од патеката беше на средина и веројатно присутните се чувствуват безбедни сигурно. Сега дека јас правев клип, слика, така да еве го и најмалиот учесник, 9 годишниот Иван Смилев, ајде еден поздрав со рака. Ете така. Негов втор врв после Солунска глава. И чинам дека тука и се разбира тука завршува клипот. Така и мојата маленкост Игор Смилев. Клипот се надевам дека беше логичен, сето ова што јас го зборев се надевам дека имаше некоја логика. Се извинувам доколку кажав нешто што не требаше, останав без групна фотографија, зашто вечно ќе жалам и се надевам дека ќе ми се исполни желбата да имам и јас групна фотографија од овој дел. Како и да е, се вртиме од погледот што ни го пружа Бел Камен. Значи одиме кон Прилепско-Битолскиот регион, еве го. Па одиме према бродската страна, према Македонски брод. И јас мислам дека тука е крајот. Секако добро, се гледаме и слушаме во прва прилика.